Затоа, драги браќа, ќе ви напоменам пример на храбри луѓе кои биле во овој уммет, во ова вера. Храбри луѓе кои имале смелост, кои не подклекнувале и не се плашеле од никого, освен од Аллах азза ва џелле. Асвет ел-Анси. Ова име Асвет ел-Анси беше човек во Јемен кој се прогласи за пратеник. Неуду билла, Аллах да чува. Лажлив пророк. А пејгамбер селем најавил дека после него ќе се појават кедзабун, деџалун, лажни пратеници на 30. Овој Асвет ел-Анси се прогласи за пратеник, за лажен пророк. Ебу Муслим ел-Хаулани отиде да го советува. Муслиман, храбар, смел, јунак, отиде да го советува на тој Асвет ел-Анси и да му укаже на неговата погубност, да му укаже на неговата занесеност, дека после пратеникот Мухамед нема веќе пратеништво. Овој човек не прими совет, не прими човек и затоа се налути и реши да го казни на Ебу Муслим ел-Хаулани. Па нареди да се запали голем оган, и да се фрли на Ебу Муслим ел-Хаулани, да се фрли во тој оган. Замислете, драги браќа, Ебу Муслим ел-Хаулани со цврста храбра вера, со неколебливост во себе, го земаат, го фрлаат во оган. Аллах азза ва џелле со неговата сила прави оганот да не го гори на Ебу Муслим ел-Хаулани и во оганот да игра како со тесто. Тогаш се уплаши Асвет ел-Анси, рече бегај да не те гледам. Ебу Муслим ел-Хаулани доаѓа во Медина во хилафетот на Абу Бекр ради Аллаху анху. Доаѓа Омер кај него и го прашува: мен енте, кој си ти? Рече: јас сум Ебу Муслим ел-Хаулани. Тогаш рече Омер ради Аллаху анху: елхамдулилlah аллади џаале фи уммети Мухаммед мислу Ибрахим алейхиссалам. Фала на Аллах кој направи во умметот на Мухаммед салаллаху алейхи васелем да има човек како Ибрахим алейхиссалам. Каков беше Ибрахим алейхиссалам? Пејгамбер на Аллах. Пејгамбер на Аллах азза ва џелле. Кралот Немрут се прогласи за Бог. Ибрахим алейхиссалам му рече: ако си ти Бог, тогаш донеси го сонцето од запад, како што тоа доаѓа и изгрева од исток. Фебухите лади кефар. И тогаш се налути овој крал и нареди оган. Кога птица би полетала, ќе изгорела, ќе паднела изгорена. И го фрлија Ибрахима во оган, а Ибрахим алейхиссалам рече: хасбуналлаху ва ниъмал векил. Доволен ми е Аллах и тој е прекрасен мој заштитник. Аллах азза ва џелле во Куран вели: ја нару куни берден ва саламен ала Ибрахим. О оган, биди ладен и биди спасоносен за Ибрахим алейхиссалам. Оганот не го изгоре. Бидејќи иманот, силата, храброста на овие луѓе, Аллах азза ва џелле ги чува и ги штити, и Аллах е на страната на храбрите.